Цврсто стегнати околу вратот со жица, без простор за воздух, дехидрирани, измачени, претепани, малтретирани, без храна и вода, врзани под кревет во напуштен објект на улицата Скопска. Во ваква состојба активистите од Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани ги затекоа кучињата кои што монструмот Николчо Тарџиманов од Кочани, откако се врати од затвор, повторно продолжи со малтретирањето на кучиња скитници. Активистите од Кочанското здружение по дојава од граѓани отидоа на местото и ги спасија и ослободија безпомошните животни. Кочанскиот монструм Коле се продолжува со истото злодело, ги малтретира животните. И тука сме на една локација каде што најчесто ги зима животните. Пак ќе одеме да видиме што има. Имаме сознание дека има неколку соберено, са бајле му дошла полиција. И по наоѓањето на двете кучиња под креветот, активистите пронајдоа уште едно измалтретирано и до смрт преплашено куче, овој пат во подрум во една од зградите. И тоа беше цврсто врзано околу вратот, изгладнето и дехидрирано. Имаме дојава од совесни граѓани дека Кочанскиот монструм Коле повторно има земено животни и викнавме телевизија за да ве увериме и вас дека сето тоа што го збориме не е на празно. Еден апел даваме до надлежните органи, затоа што сега се случува на куче, утре може, дај Боже, се случи на дете, на жена, не е битно. За стореното, активистите ја известија и полицијата, кои што дојдоа на лице место да направат увид, пошто членовите на Сдруженијето ќе поднесат пријава за лицето кое што ги измачува животните. На оние што ги ослободија, активистите им дадоа храна и вода, а за тоа животните видно ја покажаа својата радост и благодарност. За телевизиите пред 2 години зборуваше мајката на монструмот, Бранка Тарџиманова, која што велеше дека срам е што има таков син, оти не ги малтретира само животните, туку и неа. Граѓаните стравуваат од можен напад врз дете или жена, а станарите коментираат дека на овој дел од градот честа е сликата на остатоци од тела на мртви кучиња, распаднати лешови, расфрлани екстремитети. Често пати има расфрлани празни шишиња пиво и искористени кондоми. Постојат и оправдани индиции дека кучињата се сексуално злоставувани, а потоа и убивани од посочениот монструм, кој што одамна му е познат на полицијата.